Почитувани, стартува магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Колку често децата може да имаат проблем со желудникот? Дали тие, како и возрастните, може да страдаат од гастритис или пак од киселини? При тоа се припишуваат ли апчиња за желудник, како и кај останатите болести кај возрастните? Се знае дека балансираната исхрана го подобрува општото здравје, но дали таа може исто така да го подобри варењето на храната и да помогне во спречувањето на појавата на киселини, односно на гастроезофагијален рефлукс? Имаме бројни прашања, а одговори ќе попараме од доктор Наташа Чучкова-Никчевска, педијатар во Аџибадем, Систина. Останете на Телма, разговорот во студиото следува по рекламниот блок. За проблемите со желудникот кај децата денеска разговараме со доктор Наташа Чучкова-Никчевска, педијатар во Аџибадем, Систина. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов. Колку често се јавуваат проблеми со желудникот кај децата? Дали тие, како и возрастните, страдаат од болести како што се гастритис или пак киселини? Во детската популација, после респираторната патологија, оние настинки, стегоби во однос на дишните патишта, втора по зачестеност се болките во стомакот и гастроинтестиналната симптоматологија. И децата, како и возрастните, може да бидат болни од истите болести и да ги имаат истите симптоми како кај возрастните, така да генерално е една од почестите работи зашто се јавуваат на педијатар. Значи, проблемите со варењето на храната се присутни во детска возраст и се проследени, значи, со болка. Вообичаено доаѓаат поради болка. Во стомакот чувствуваат болка или пак болката е лоцирана можеби кај желудникот? Како изгледа болката од желудник во детска возраст? Кога се малечки, некаде до 4-5 годишна возраст, неднати соодветно да ја лоцираат болката или да ги опишат симптомите, они покажуваат околу мешето, околу папоко за секаков тип на болка. Како се поголеми, точно знаат да опишат за што станува збор. Болката може да биде лоцирана во горниот дел од гастроинтестиналниот систем, таа ја нарекуваме епигастрична или гастрична болка поврзана со диспепсија, со гастрити и така натаму, или во долниот дел од абдоминалните органи, поврзана со варењето на храната, со надуено, со празнење и така. Значи може се жалат на болка кај папокот, а всушност да имаат проблем со желудникот, ако може, добро ве разберав? Да, они, знаете како они покажуваат, се виткаат, нешто не е добро, плачаат, се стегаат, викаат боли кога се малечки, не знаат точно да кажат дека боли желудник, нели? Ние треба да видиме за што се работи тука. Колку често нарушувањата со варењата на храната во детска возраст се предизвикани од начинот на исхраната? Так. И пијалоците што ги пијат. Бидејќи знаеме веќе возрастните одреден тип на храна, како што е процесирана храна, мрсна храна, газирани пијалоци, потоа лук, кромит, цитрусни овошја, знаат да направат проблем. Би направили сите овие работи проблеми кај нив? Најчесто, не многу често, него можеби 80 до 90% од нивните тегоби се асоцирани со начинот на исхраната. И тоа што го јадат или како јадат и каков тип на храна јадат. Се почесто дечињата не јадат брза храна, не пијат пијалоци газирани, од кока-коли до фанти, до ладни чаеви, што имаат вештачки витамини, витамин С, што го нагризува желудникот, пржени храни, што се тешки за дигестија, празни храни, нутритивно празни храни, што прават само проблем, додатоци на згуснувачи на вкусот, подобрувачи на вкусот, како адитиви. Има и конзерванси таму. Конзерванси, така да дури 80 до 90% од нивните тегоби се поврзани со начинот на исхрана. Сериозни се овие тегоби или се поблаги? Може да бидат сериозни, до таму да направат и гастрит, да направат и укусна болест. Честа и дебелината, многу е честа дебелината во овие последни 5 години. Се почесто има дечиња што тежат 60-70 килограми на 9-10 годишна возраст. Тоа е последица на начинот на животниот стил, на начинот на исхрана, на количеството на храна што го внесуваат, на недоволната физичка активност. Така да, навистина се поврзани. Од друга страна па има многу и освестени родители што пратат
и знаат точно како треба да се исхрануваат нивните дечиња. Имаме голема дискрепанца во исхраната на децата. Има некои дури крајности, некои Крајности претерано имаме, внимаваат. да, овие години други имаме доста крајности во претерано исхраната. попуштаат во секој поглед. А што е со стресот во детска возраст? Дали детето ако е под притисок постојан на училиште, во домот и слично, имаат најразлични притисоци Да. децата од новата генерација? Дали сето тоа може да доведе до појава на киселини кај нив? Може да доведе, тоа е познато во литературата gut-brain axis, значи дечиња и возрастни што се почувствителни, висцерална болка чувствуваат, нивниот нервен систем секогаш реагира со болка во стомакот, при испит, при стрес во училиште, при некој стрес домашен, развод во семејството или некоја стресна ситуација, секогаш реагира со болка во стомакот. Дали е болка, дали е повраќање, дали е некоја диспепсија, проблеми со дефекацијата, доста е често. Може би 70 до 80% се должи на болката како психолошки механизам кај дечињата. Споменавте диспепсија неколку пати. Да. Што тоа значи? Тоа е една состојба кога одредени храни што ние не знаем, некогаш наоѓаме што е проблемот, како функционално пореметување, ги нарекуваме функционална диспепсија, бидејќи немаме структурна абнормалност на дигестивниот систем, но сепак пациентите чувствуваат и репортираат проблеми некаде најмалку 3 месеца во траење, повремено, и самите некогаш ги опишуваат точно, некогаш и не знаат точно да ги опишат од што се предизвикани. Најчесто се одликува со надуеност на стомакот после јадење постпрандијално, некаква сензација на печење, на горење, на болка, на дискомфорт после јадење. Тие се функционални болести на дигестивниот систем и една од нив е и функционалната диспепсија. Кога зборуваме за киселини, кои што од желудникот се враќаат во хранопроводникот, возрастните обично чувствуваат жарење, печење во градите, некогаш непријатен вкус во устата. Децата ги чувствуваат ли истите симптоми? Ако е рефлуксот, тоа е кисел, по содржина ги чувствуваат истите симптоми и знаат и да ја кажат. Ме печеше, ме болеше, ме жареше, ми дојде киселина во устата, ме тера да кашлам после незе, ми тера да повратам, не можам брзо, мора дајте ми вода да се напијам, нешто ме жари тука некаде кај градите, знаат да ги опишат колку се поголеми. Може ли ништо да не почувствуваат? Може да не опишат дека чувствуваат да нешто, да не знаат да искомуницираат со нас. Од друга страна, па рефлуксот во малата возраст не е киселински, предоминантно е слабо киселински или мешан и не чувствуваат печење, меѓутоа има други симптоми што чувствуваат, гадење. Сепак возраст е таа што не можеме да искомуницираме со нив, да ги кажат симптомите, а ние ги гледаме во вид на повраќање, во вид на кашлици, на вознемиреност после јадење, виткање на грбчето према назад, кога се во легната позиција, плачење, подригнување, икање и така. Ги споменавте кашлиците. Дали упорна, сува кашлица кај дете може да биде последица всушност на враќање на киселините од желудникот во хранопроводникот? Упорна кашлица која што не е предизвикана од респираторна етиологија, може да биде предизвикана од рефлукс, тоа е тој silent рефлукс што го нарекуваме, тивок рефлукс. Вообичаено неколку пати во денот, некаде до 20 на пати сите ние рефлуктуираме, но тој рефлукс не ни прави проблем. Кај тие дечиња или кај возрастни, каде што има тивок рефлукс, може да се одвива механизам на микроаспирација во дишните патишта, па да имаат хронична кашлица или ако имаат респираторна патологија од типот на астма или хиперсензитивно дишно стебло, рефлуксот само дополнително да влие како механизам за да не се подобри, за да се пролонгира кашлицата. Значи не може всушност тоа да биде причина за појава на астма? Причина за појава на астма не. Не, меѓутоа може да има дополнение во астмата, да не може доволно добро да се исконтролира само со лекови за астма. Но само по себе рефлуксот и гастроезофагијалниот рефлукс може да доведе до микроаспирација, може да доведе и до хронични кашлици. А црвено грлото може ли да биде цело време на детето, да се жали на болка во грлото, може, ако е кисел рефлуксот, да. И да се сомневаат на вирус или бактерија. Ако повраќа често, повраќа киселина од желудочната содржина
често и црвено и грлото и непчените лаци. Се разликува тоа црвенило од, да речеме, ангина или пак некоја вирусна настинка? Од ангина се разликува. Ангина е состојба кога имаме беличасти наслаги, гнојни на тонзилите. Меѓутоа, од вирусна етиологија го разликуваме по клиничката експресија. Вирусно дете има симптоми на настинка на кивавица, на зацрвенети очиња, катар на слузница, температура. Овие дечиња нема симптоми на настинка, на болест. Само црвено грло. Само црвено грло, ако е и болно, да. А при голтањето ќе имаат проблем? Да не може да голтнат, да велат ме боли грлото, не можам да голтнам? Може да имаат, но тоа се типични примери на кисел рефлукс. Тоа е веќе Тие се кисел. веќе да кажам резервирани за поголемата возрастна група на дечиња. Кај помалите често мешан рефлуксот. Немаат такви жарење и печење, повеќе повраќаат, повеќе блюцкаат, повеќе кашлаат, аспирации, микроаспирации прават, пневмонии, отити прават. Веќе споменавте кисел рефлукс кај поголеми деца, Да. што значи колку поголеми? Па некаде од 10 години до 18 години ние се водиме дека лекуваме дечиња до 18 години. И сега овој, како го рековте, некисел. Некисел, да. Некисел рефлукс се јавува, предпоставувам, најчесто кај Во бебињата. помалата возраст, да. Во помалата возраст. Дали со оваков проблем обично се среќаваат родителите со нивните бебиња во доенечка возраст? Да, во доенечката возраст поради самата позиција на хранење на децата, нели се практично не се вертикализирани, него јадат и спијат. Составот на храната млеко, што е потечна материја, мајчино млеко, доведува до поголем процент на рефлуктирање. Дори и дечиња што немаат профилакс со рефлуксна болест, неколку пати во тек на денот знаат да блюцнат, да вратат содржина. Меѓутоа, кога тоа блюцкање прераснува во повраќање или има други симптоми, доаѓа до болест, до гастроезофагијална рефлуксна болест. Доктор, ке само да ни објасните, пред да Да. продолжите понатаму, што е блюцкање, а што е повраќање? Бидејќи кога на бебето му истекува млеко од устата, родителите често сметаат дека тоа повратило. Така, не е тоа повраќање. Блюцкање е кога после подојот, 10 на 15 минути, кога ќе подругне, вади одредена количина на млеко. Тоа е сосема мала, некаде 5-10-15 милилитри. Повраќање е кога целата испиена содржина ќе ја поврати неколку пати во денот. Голема разлика, они знаат да препознаат родителите, нели? Со тек на време се учи, така. Секој детенце кога ќе се поде и се става на раме или право, знае да врати малку, ама тоа е сосема мала содржина. Повраќањето е веќе голема содржина на млеко во таа возраст, нели, доенечка, кога се храна само со млечна формула. Кај кои бебиња почесто се јавува гастроезофагијален Така. рефлукс? Дали кај бебињата кои што се доени или пак кај оние што се хранат со млечна формула? Нема во однос на тоа разлика статистичка. Се јавува повеќе кај дечиња што и се предвремено родени. Поради незрелоста на дигестивниот систем, во склоп на незрелоста на организмот, се јавува кај дечиња што имаат хипотонија на телесна осовина почесто, кај некои синдроми почесто се јавуваат и да речеме има и генетска предиспозиција. Вообичаено кога се прашуваме во анамнезата, кажуваат дека и другото братче или сестриче повраќаше, блюцкаше, има рефлукс. Јас се уште имам киселина, одам на гастролог, ми правеле гастроскопи и така. Се работи за некоја промена во желудникот, хранопроводникот? Нешто има како промена во таа возраст или не е тоа ништо Промена такво не мора да страшно? има, значи над желудникот има еден мускул, долен езофагијален сфинктер, кој што во тек на зрењето треба да созре и неговата функција, малку помалку е зрел, па не затвара или премногу отвара во тој доенечки период. Но физиолошкиот рефлукс се надминува до 12 до 18 месеци, дури 90 до 90% од физиолошкиот рефлукс ќе се надмине, односно детето ќе надрасне, ќе созре, нема да има рефлукс понатаму. Но доколку проблемот и понатаму перзистира, Ако перзистира, тоа е веќе проблем кај што треба да интервенираме. Да. тогаш веќе сметате дека има болест? Доколку трае За да има подолго време? болест, треба тие рефлуксни симптоми да се поврзани со некаква болест, да прават Аха. компликација. Аха. Значи, треба тие рефлуксни симптоми да прават микроаспирација.
да прават пореметување, да речеме, во исхраната, слабење, до толку е тоа повраќање изразено да немаме внес доволен калориски кај дечињата, па слабеа тие дечиња, се вознемирени, имаат анемија, слабокрвност, нели? Може да прават чисти отити ради рефлуксирањето и микроаспирација во дишните патишта. Значи увото да ги боли. И преку увото да има чести воспалување на увото, што бараат антибиотска терапија, чести бронхити и обструкција, што бараат болничко лекување. Тоа е веќе патолошка состојба. Тамо и рефлуксот е патолошки. Но доколку е физиолошки проблем, тогаш тој се надраснува, но сепак создава проблеми. Секако проблеми. Каков е сонот еве кај овие деца? Дали се Кај тие деца раздразливи? сонот е немирен, бидејќи чисто повраќаат блјускаат, но тука помошта кај нив е нефармаколошка. Интервенираме со начинот на исхраната. Погусти оброци, ако е на млечна формула, додавање на млечна формула што има антирефлуксни својства. Почесто да ја јадат во помала количина за да се намали во моменското оптеретување на желудникот. Да бидат повеќе исправени минимум половина час после пиење на млечен оброк или јадење на храна, на кашичка. Да не се хранат барем 2 часа пред да легнат, да спијат на високо заглавие за да се физичка бариера да се направи за да не се повреди. Значи душекот треба да се постави во некоја... Да се постави 35 до 40 степени подигна со заглавието. Значи не на перница, туку самиот душек да биде... Не, на тврда подлога да спијат, не на перница, бидејќи кога ќе ги стават на перница, перницата е мика, они ќе налегнат и всушност повторно лежат на исправена положба. А како напредуваат? Дечињата со физиолошки рефлукс напредуваат сосема нормално како и останатите. Дечињата со патолошки рефлукс не напредуваат како останатите. Споминавте дека оние кои што се хранат со адаптирана формула, се менува начинот на исхрана, има специјални формули за деца со рефлукс. Што е со оние кои што цицаат? Со тие што цицаат, може да биде застапен механизмот на алергија на протеини на кравје млеко. Прво гледаме дали има и други некои симптоми на алергија, екземи, на обравчињата, сува кожа, кашлеци. Ако сметаме дека може би се работи за преосетливост од алергиски тип, мајката ја ставаме на диета без млеко и млечни производи. Ако немаме подобрување, никогаш не го тргаме детето од мајчино млеко. Значи не се трга? Не. Доењето продолжува? Ако е навистина толку многу изразено да немаме тежински напредок, тогаш има згуснувачи за мајчино млеко. Продолжуваат со доење, а во мајчиното млеко се ставаат растворливи супстанции што кога ќе навлечат во желудникот го снускуваат мајчиното млеко и така прават физичка бариера да се намали рефлуксот. Мора да признам дека рефлуксната болест не е толку честа до 6 месеци. Тие дечиња гледаме да ги пораснеме, значи побрзо да им дадеме храна некаде од 4,5 месеци да воведеме дохрана со ориз, житарки, со некаква храна што ќе фати волуме за да како физичка бариера направиме. Повеќе се концентрираме за рефлуксна болест од 6 месеци нагоре. Ке ги вклучиме гледачите со нивни прашања во денешната емисија во магазинот за родителство 0+ месеци, почитувани од овој момент. Емисијата е контактна, телефонскиот број како и обичај ќе биде испишан на екранот и секако ќе можете да се јавите на тој број, да поставите прашања и секако ќе добиете одговор. Ние продолжуваме понатаму. Ги споминавте симптомите и кај помалите деца, веќе објаснивте како се тоа изгледа, но дали има некои тригери? Има ли нешто што може да го тригерира рефлуксот кај децата, да речеме да бидат подобри и отеднаш да се јави? Да, може да има тригери. Може да биде дебелината тригер. Дебелината како физичка дебелина, каде што имаме повеќе килограми, и абдоменот е поголем, па имаме поголем абдоминален притисок врз желудникот. Јадењето на брза храна, на пржена храна, на лута храна, кој што бара повеќе киселина во варењето, јадење на цитрусни овоштија во голема количина, јадење на конзервирана храна може да предизвика, може инфекции да предизвикаат. Рефлукс од почнување, но по санирањето на инфекцијата и рефлуксните симптоми се смируваат. Чисто пати децата кои што имаат и некаков проблем со некоја респираторна болест се жалат на болки во стомакот. Зошто е тоа така?
Тоа е така, бидејќи 97% од имуниот одговор се одвива околу цревата, во мезентеријалните лимфни жлезди. Мезентериумот е еден орган, односно како ципа што ги поврзува тенкото дебелото црево и органите во абдоминалната празнина и околу него има мезентеријални лимфни жлезди. Токму овие жлезди во 97% се одговорни за создавање на имуниот одговор. Било дали е тоа настинка вирусна, дали е бактеријска инфекција, кај црвено грло, кај пнеумонија, дали е синузит или некаква паразитарна инфекција, секогаш имуниот одговор предоминантно настанува во стомакот. Тие жлездички кога ќе се зголемат во склоп на друг инфламаторен одговор, дечињата ги чувствуваат и се жалат на стомачна болка. И затоа ние секогаш го прегледуваме детето од горе до доле. Значи едно црвено грло со гнојни налепи не упатува дека има ангина, меѓутоа он се жали плюс на стомачна болка. Значи реално ги чувствуваат тие болки. Ги чувствува, да. Но не е проблемот од стомакот, проблемот е во инфекцијата како бактериска, која што доведува до текување на зголемување на имуниот одговор на жлездите во насока да се одбрани организмот од инфекција. Сега да проговориме како се дијагностицира проблемот со зголемување на излачувањето на киселините од желудникот во хранопроводникот. Што може да се направи? Еве, возрастните понекогаш пијат бариумова каша за да се види желудникот. Може ли тоа кај дете да се направи? Дали тоа ќе даде одговор? Да, истите испитувања што се прават кај возрастните се прават и кај дечињата. Тоа испитување актот на голтање со бариумова каша или со други радиоактивни материи се прави во дојнечката возраст кога се сомневаме да не имаме рефлукс, односно градус на рефлукс, степен на рефлукс, кој што може само да се реши по хируршки пат. Или имаме некаква малротација на црева, малпозиција на црева или некои конгенитални малформации. Кај дечињата што се поголеми, што тие симптоми на повраќање на болка, па посебно кој има крв во повратените маси, слабење, исто може да се направи, треба да се направи гастроскопија. Но во една категорија на деца некаде од 12 месеци, 11-12 месеци до 4-5 години кога немаме таква драматична слика, значи не се работи за вродена аномалија или не се сомневаме на улкусна болест, на гастрит, тогаш се преферира да се направи 24-часовна пихаметрија со импеданса. Тоа е метод за избор за докажување на рефлуксни епизоди, рефлуксна болест кај дечиња, токму поради тоа што не е кисел рефлуксот кај дечињата. Кога прават гастроскопија по возрастните, се согледува моменталната состојба, односно дали има езофагит од киселинскиот рефлукс, дали е нагризан, дали има гастрит. Овдека, ради суставот на храната, не секогаш е кисел рефлуксот. 24-часовната пихаметрија со импеданса всушност мери 24 часа. Колку пати во денот имало рефлукс? Како изгледа тоа мерење? Тоа е едно апаратче како холтерите за ИКГ, сосема малечко, од што се сетиран или се подесува се што треба да му се дадат опасвија што да снима во однос на пациентот, висина, тежина и така. Се става потоа една сондичка од носот до горниот езофагиален сфинктер над желудникот и се залепува фластерче околу носот. Таа сонда се носи 24 сата и не смета во функционирањето на детето. Значи, си ги обавува нормалните активности, јаде, пие млеко, спие, ако зема лекови, но 24 часа мери апаратот дали има кисел рефлукс и со импедансната метода дали има мешан рефлукс, слабо кисел рефлукс и со новата технологија споредува колку тие рефлуксни симптоми на вистина поврзани со болест, односно дали тие симптоми предизвикуваат болест кај детето. Имам уште подпрашања поврзани со ова, но има гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Го слушаме гледачот со негово прашање и го очекуваме неговото вклучување во магазинот за родителство. Повелете. Ке ве молам да прашам докторката. Така, да, ве слушаме. Сакате да поставите прашање до докторката? Имам 8 годишно внуче. Така. Некако во последно време се жали од стомачето
Сега, дали е психички ради школово, не ми е јасно тоа, или навистина го боли. Иначе не е апетитливо, од секогаш не бил по јадењето. Така, дали често се разболува, има ли некои респираторни чести инфекции или нема? Не. Така, ама постојано се жали на болка во стомачето, докторке, да немате некој подпрашање само? Па има 2 недели вака ни прави. 2 недели вака. Има нормална столица, нема повраќање, нема температури. Температура имаше пред 4 дена, дали вирусно е нешто, Така, не можеме дали има пролив, дали има повраќања или сето тоа отсуствува? Например, вчера немаше пролив. Денеска, али еднаш во денот, повеќе не. Аха, еднаш во денот има пролив, така? Па, као поредка столица, да Малку кажем. поредка столица. Добро, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, доктор. Во принцип, кога се жалат на стомачна болка, они не лажат дечињата, некаде до 10 годишна возраст, чувствуваат некаков тип на болка. Болка што поминува до 10 на 15 минути, не бара никаков третман, можеби само некој топло напиточе, чајче или некој убав збор од родителите и од бабата, вообичаено е функционална стомачна болка. Ова што го опишува господјата, дека внукот имал температура, укажува дека можеби се големени токму тие мезентеријални лимфни жлезди во одбрана на организмот од вирусна инфекција. Секако кога симптомите на болка траат повеќе од 3 недели во последните 2 до 3 месеци, добро е да се направи преглед за да се исклучат сите можни причини како појава на болка. Исто кажа дека столицата не му е цврста, значи од време на време има потечна столица, нели обичај како проливиста по една столица. Може би е лактозно интолерантен. Може би се должи на некаква интолеранција на храна. Тоа не е алергиски одговор, не е болест, ама сепак ги опишуваат како симптом на кој што се жалат. Така да, ако овие симптоми продолжат, нека дојде на лекар, ќе направиме преглед, да видиме што може да направиме од анализи, да не претераме во правење на анализи, за да не го товариме психолошки детето дека нешто страшно му се случува, да пробаме да му помогнеме ако долго траат. И едно подпрашање во однос на нетолеранцијата на лактоза, дали е таа транзиторна, доколку се јави после некоја болест? Таа може да биде и транзиторна, може да биде и сотек на растењето. Значи, сите ние имаме одредено ниво на ензим лактаза во цревата после инфекции, било да се вирусни, да речеме ротавирус, норовирус или некоја салмонела, секогаш имаме транзиторна нетолеранција на лактоза, додека гастроинтестиналниот систем не се обнови. 2 до недели, 10 дена знаат да биде потешка дигестијата заради немање на доволно количество на ензимот лактаза, па се препорачува намалување на јадење на производи со лактоза, со млечен шеќер. Да се навратиме на пехаметријата, се нарекува, ако не се лажам, со сонда, значи преку носот, хранопроводникот до желудникот, ако не се лажам? До наджелудникот, да. До наджелудникот се мери 24 часа се мери бројот на киселите, на некиселите, на слабо киселите рефлуксни епизоди за 24 часа, височината до каде тие доаѓаат, дали се поврзани со храната, дали се постпрендијално после храната, дали се поврзани со вертикализација на детето, дали се во вертикална состојба или во легната состојба, дали се предизвикани кога има рефлукс, дали има некаков симптом што они го бележат, а потоа се прави анализа дали тие рефлуксни симптоми треба да бидат на број патолошки и какви се по состав и дали навистина се асоцирани со симптомите што ги кажуваат родителите. Може ли на секоја возраст да се направи ова со оглед на тоа дека има сондичка, па детето може би да ќе сака да ја извади, возраст, да ја извлече, ќе плаче, нервозно ќе биде. Па или поголемите можеби ќе одбиваат да го направат тоа лекување, мислам, тоа тестирање. Така. 13 годишно дете сигурно ќе реагира 24 часа да носи сонда. Може да се направи од секоја возраст. Генерално најмалото што сме направила ерсни, што сме направиле некаде 90 месеци предходно, гледаме да не се работи за некаква малформација, да помогнеме на нефармаколошки со нефармаколошки пристап, со оние позиционирано хранење и така.
Повозрастните повеќе се плашат, но кога ќе се стави сондичката, соработуваат сосема коректно. Всушност тие не ја не чувствуваат сондичката. Таа е премногу тенка и е силиконска. Кога ќе се загрее, кога ќе влезе во човековото тело, сосема нормално голтаат, јадат, функционираат. Не е толку страшно колку што изгледа страшно на првиот поглед. А постои ли можност да се постави диагноза само со давање лекови против рефлукс? Да речеме на детето му се дава 1 месец и се гледа и се следи дали ќе има некаква промена, односно подобрување. Да, за водење на езофагијален рефлукс може да се даде инхибитор на протонска помпа во траење од 3 недели. За намалување всушност за намалување на киселиот рефлукс, но ние не знаеме дали тоа е емпириско давање на лекови. Да. Веќе е надмината ерата кога диагностицираме така само со давање. Значи, ајде да видиме, да дадеме ова, па да исклучиме. Треба да имаме некаква потврда за тоа што го даваме. И се нешто што не мораме да дадеме, не треба да дадеме. Така. Имаме двајца гледачи, а потоа ќе продолжиме со предвидениот концепт за денеска, да го слушнеме прашањето. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ке ми треба ваше мислење и совет. Мајка сум на 3-месечно бебенце. Сега бебенцето е само на доење, на мајчино млеко. Добро си напредува месечно по 800 грама. Сега педијатарот ми спомна дека од 4-тиот месец би требало да почнеме со воведување на вкусови. Сега прашањето ми е дали според вас треба да се воведуваат вкусови од 4-тиот месец или од 6-тиот? Од 6-тиот. Така, ова е една вечна дилема. Ќе побараме мислење од докторката, но претходно ќе го вклучиме и следниот гледач, па ќе дадете одговор на двете прашања. Добар ден. Дали го имаме следниот гледач на линија? Дали се слушаме? Ево, јас се јавувам. Така ве слушаме? Ме слушате? Да, ве слушаме одлично. Повелете. Да. Јас сум повозрастна жена, имате на недела цела во градите како да ме наболи и хранопроводникот како да има снедла во грлото, во седите, загушено некако. Така, значи се работи за вас. Устата ми е како со афти. Така. Ви благодарам што се вклучивте во програма, но денешната докторка е педијатар. Значи денеска зборуваме за болестите со желудникот кај децата. Ќе имаме за некој ден, ќе имаме во среда емисија во која што ќе зборуваме за хемороиди, но ете ќе можете да се вклучите во програма да го поставите и ова прашање, бидејќи ќе го фатиме целиот систем за варење. Ви благодарам секој што уште се јавивте, а вас ви давам можност да го одговорите прашањето на првата гледачка во однос на дали 4 месеци или 6 месеци кога бебињата се спремни за дохрана, доколку се на ексклузивно доење. Според последните опаствија и бебињата се спремни некаде од 4 месеци, прва, втора недела започна да пробуваат вкусови. Тоа секогаш било така и секогаш индивидуално. Бидејќи незиното дете се напредува сосема солидно, 800 грама рече на месец, тоа значи дека нутритивните потреби се поголеми. Како ќе расте, нема да му биде доволно на 6 месеци да внесува калориски потреби само од млекото. Така да јас би препорачала, како што се опатствијата на Епсган, од 4 до 6 месечна возраст да се пробаат сите вкусови. Самото пробување на вкусови не значи дека е исхрана. Значи, на детенце што е на 4 месеци има некои што веднаш прифаќаат храна, ама 50% од нив им треба време да научат координација, како јазичето напред-назад, да плукнат, да пробаат. Тоа пробување на вкусови е по 3 лажички, 4 лажички. Како се воведува вкус, поминува време. Всушност, првата храна, првиот оброк ќе биде некаде 5 месеци, 2-3 недели. Така, уште еден гледач ќе вклучиме. Дали го имаме на линија или се исклучил во меѓувреме? Се исклучил. Добро, продолжуваме понатаму, доколку се постави диагноза дека детето има
гастроезофагиален рефлукс, односно има киселини. Да. Што се презема? Дали најнапред ќе направите само промена во исхраната или веднаш ќе му бидат препишани лекови на детето? Секако правиме промена на исхраната. Тоа е нешто основно и принципиелно. Уште на првиот преглед прашуваме што јаде, колку оброци во текот на денот јаде, типот на оброците, дали се домашно сготвени, дали е избалансирана исхраната, колку количински јаде и ако е проблемот тука, пробуваме да го смениме уште пред да правиме пехаметрија. Ако на пехаметријата добиеме резултат дека се работи за киселински рефлукс, ќе дадеме препарат за инхибиција на желудочната киселина, Х2 блокатор, од типот на омезол, омепразол, нексиум, кој што ќе помогне во лекувањето. Тој во трајање се дава некаде од 3 до 6 месеци. Се смета дека од 3 до 6 месеци ќе биде доволен период за да се смири воспалувањето на дигестивниот систем и тие тегоби да се надминат. Секако може да правиме контрола на 6 месеци, ако сме го докажале рефлуксот пат на 24 часовна пехаметрија со импеданса, со истата метода, со употреба на лекот, да видиме дали имаме подобрување. Но кога родителите ќе добијат ваков лек за нивното дете и ќе го отворат упатството, може да прочитаат навистина многу несакани ефекти, некои од нив и сериозни, и доаѓаат во дилема дали да го дадат лекот или да не го дадат. Ете така. Токму затоа ни треба диагностика, ни треба давање емпириско на лекови, зашто секој лек треба да се обработи од страна на детскиот организам. Даваме лекови само кога неопходноста од давање е поголема од ризикот на лековите. Значи, се одлучуваме да даваме блокатори на протонска пумпа кога имаме навистина симптоми на болест и тие лекови ќе му помогнат барем 50 до 70% од неговите симптоми да се намалат. А кои се најчистите несакани ефекти? Несакани ефекти може да бидат, да речеме, транслокација на цревната флора. Ако даваме омезол, може во повратените маси често да има ешерихија коли, па таа да биде присутна потоа како се прави микроаспирација во трахеалните аспирати, односно во белодробието. Вознемиреност, алергиски реакции, токсични реакции. Секој лек нели треба да се метаболизира најчесто во црниот дроб. Еве сега ќе можеме да погледнеме и ние што подготвивме, сето тоа вие го споменавте, кое што значи покрај промената на исхраната што се препорачува кај децата кои што имаат киселини, а тоа е 3 часа пред оброкот детето да не легне, главата на детето да биде подигната додека спие, детето да има помали оброци наместо неколку големи, ова се некои совети кои што се генерално универзално претпоставувам прифатени за сите оние кои што имаат ваков проблем, а потоа се пристапува како што споменавте во зависност од дијагнозата со лекување со лекарства или не, но што е со алтернативните лекови од домашната аптека? Некои родители се одлучуваат на таков пристап. Чаеви најразлични, нане, потоа ѓумбир со мет и лимон. Имав ја тука некои издвоено рецепти кои што обично ги пременуваат. Еве, некои дават и сода бикарбона, потоа јаболков оцет. Ќе помогне ли тоа доколку детето има киселини? Повеќе ќе помогне модификација на начинот на исхрана. Навистина ѓумбурот е добра алтернатива, чајчето најдобра алтернатива, тоа се оние домашни лекарства што ги чуваме за минорните симптоми. Нема да помогнат кога се работи за рефлуксна болест. А во однос на исхраната, што препорачувате, на што да се темели? Исхраната и кај овие дечиња и кај сите останати треба да се темели на основните продукти на исхрана. Свежо овошје, зеленчук, минимално термички обработен, месо, јајца и сите бои на виножитото. Млеко и млечни производи во мали количини и јадење балансирани оброци кои што се нутритивно богати. Значи, сготвени дома, што велиме ние на пазар да ја видите храната што ја јадете, не спакувана во целофан од полиците или готова храна, пржена храна, препржена лути сосови, зачинети работи и така. Да се вратиме на начинот на исхрана од базичен нашето и детство. нормален, да. Така, значи редовни доручак, ручак, вечера, така, 2 ужинки, физичка активност, одење по надвор, здрави продукти јадење. И сите тие што ги споминавте се дел од
од балансирана исхрана. А и на таков начин и стресот претпоставам се намалува со прошетки. Апсолутно, веќе е докажано дека оската на централен нервен систем, гастроинтестинален систем е доминантна и во развивањето на цревниот микробиом има влијание, да речеме, во смиреноста на пациентите. Тие што балансирано јадат има добар цревен микробиом се смирени. Тие што не балансирано јадат, кај нив се почести депресиите, вознемиреностите, фобиите и така. Значи и расположението ни зависи од бактериите кои што ги имаме во цревата. Она изрека нашето здравје влегува на уста, се докажува и научно дека е навистина така. Кај децата кај кои што проблемот е психоген, еве утврдувате дека се работи за некаков стрес во животот, советувате разговор со психолог, ќе треба мултидисциплинарен пристап за да се реши проблемот? Ако стресот е навистина голем, го попречува функционирањето на детето, има стравови, да. Доколку стресот е минлив од типот на писмена задача има во училиште и само тогаш има стомачна болка. Тогаш гледаме да поразговараат родителите, учителите, ако викале нешто, не биле, да кажам, добро расположени, тука да биде промената. Детенцето да се релаксира, да отиде на некој спорт, да ја извади таа негативна енергија што ја локализира према себе, па потоа манифестира стомачна болка. Секако кога траумите се големи, психологот и детските психијатри се присадни во терапија на дечињата. А кога сметате дека родителот треба да го однесе своето дете на педијатар за овој проблем за кој што денеска зборувавме, за желудочните проблеми? Така, секоја болка или секој од овие симптоми на повраќање кашлите што долготрајно трае и што го ремети квалитетот на неговото дете, треба да биде проследен прво од матичен педијатар, а потоа и ако има потреба и од гастролог. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за убавите јасни појаснувања на оваа тема. Јас ви благодарам за учеството. Поздрав до вашите гледачи. Почитувани во беше се во магазинот за родителство 0+ месеци. Внимавајте на вашето здравје и на здравјето на вашите деца.